Колку редовно се испитувала водата од градскиот водовод? Дали граѓаните биле навремено предупредувани и алармирани за зголемениот број на заболувања? Прашања кои треба да дадат одговори. Дали здравствените власти и општинската власт можеле да го спречат ширењето на епидемијата? Здравствените власти и институции знаеле за масовното труење на гостиварци, но 5 дена молчеле. Директорот на гостиварската болница Емри Бајрами за телевизија 24 изјави дека уште на 13 јули болницата се полнила со пациенти со симптоми на диареја и повраќање. Пациентите со симптоми на труење започнаа да бараат лекарска помош уште минатиот понеделник, 13 јули. Ние веднаш како болница за ваквата состојба ги информиравме надлежните институции, односно Центарот за јавно здравје, но и Министерството за здравство. Епидемијата се ширела, бројот на пациенти се зголемувал, но јавноста по 5 дена, наместо од институциите, за труењето најпрви дознаваат од медиумите и социјалните мрежи. Од Центарот за јавно здравје Тетово без информации, кога дознале за труењето и дали навремено алармирали и постапиле. Од Министерството за здравство пак тврдат дека за труењето дознале на 17 јули и веднаш постапиле согласно закон. Јавноста не била навремено информирана за труењето, но дали редовно се испитувала водата од градскиот водовод? Прашање кое денеска го отвори првиот човек на здравство Сашо Клековски. Прашањето е дали јавното комунално предпријатие ја врши таа работа, бидејќи еве можам да кажам Центарот за јавно здравје во Тетово, подрачна единица Гостивар, ја добила набавката за вршење на контрола, меѓутоа таа е со ограничен број на мостри годишно. И во рамките на тие мостри годишно, Центарот за јавно здравје ги земал мострите. Градоначалникот на Гостивар Валбон Лимани накусо во телефонски разговор за ТВ24 кажа дека јавното предпријатие Комуналец редовно испитувала водата од градскиот водовод. Тој отфрли одговорност за инцидентот, став кој најде на критика од владачката ВМРО ДПМНЕ. Граѓаните заслужуваат одговорност, а не молк. СДС, Дуи и Таравари должат одговор дали стојат зад ставот на Лимани дека никој не треба да понесе одговорност за она што му се случи на Гостив. Од опозицијската СДСМ пак побара оставка од централните власти за како што посочија здравствениот дебакал. Зошто Центарот за јавно здравје не вршел редовни анализи на водата? Зошто кога бројот на пациенти почнал нагло да расте, никој навреме не ја истражил причината? Првите детални препораки на здравствените власти се издадени дури на 18 јули од Институтот за јавно здравје. Значи, 5 дена после тоа. За премиерот Мицкоски институциите како никогаш досега во најбрзо време реагирале. Обвинителството вели веќе постапува. Сите одговорни за труењето во Гостивар ќе бидат сослушани, а ќе следуваат и соодветни мерки.